Детално каква е излезеноста според Државната изборна комисија по општини, повеќе од Сандра Спасовска. Сандра, каде има најголема излезеност? Така буве до 9 часот и 15 минути од речиси 77% од избирачките места се пристигнат информации до Државната изборна комисија. Најголем одзив утрово имало во општина Чашка, односно излезноста била 8,26%, додека најмал е одзивот утрово во 9 часот во општина Врапчиште, каде што излезноста е 0,77% или нешто под 1%. Податоците кои што ги објави Државната изборна комисија се за до 9 часот и 15 минути, па на ниво на целата територија излезноста е 3,06%, доколку овие бројки се споредат со минатите парламентарни избори. Во 9 часот утрината на парламентарните избори кои што се одржаа минатата година излезноста беше 4,45%, но доколку се направи компарација на бројките со локалните избори кои што ги имавме во 2021 година, тогаш според податоците од Државната изборна комисија во 9 часот излезноста била исто како и сега нешто над 3%. Во однос на денешните податоци кои што ги објави Државната изборна комисија, конкретно за дел од скопските општини, во општина Ѓорче Петров, односно се извинувам, во општина Чаир излезноста утрово била 3,65%. Во општина Ѓорче Петров излезноста утрово е 2,81%. Општина Карпош имаме излезност од 3,15%. Во општина Центар е излезноста во моментов, се извинувам само малце, во моментов е 2,87%. Во општина Аеродром излезноста е 3,3%, во Газибаба е 3,0%. Спомена и ти на почетокот во својата најава. 1.830.415 гласачи имаат право на глас на овие локални избори. Државната изборна комисија соопшти дека податоците во однос на излезноста ќе бидат објавувани на секој 2 часа, односно ќе бидат ажурирани на веб страната на Државната изборна комисија. Пресконференциите ќе се закажани за во 13:30 следната и во 18:30. Секако истите ќе ги пренесуваме во живо на Канал 5, меѓутоа и сите оние податоци во однос на излезноста ќе може гледачите да ги видат и на веб страната, секако ќе бидат ажурирани како што ќе бидат објавувани од страна на Државната изборна комисија. Сандра, ти благодарам. Со споредбени податоците очекуваме и во следните вести во 15 часот.